Добро утро. Алфа анализа на тема каков парламент добивме, а каква влада ќе добиеме. Наскоро тоа ќе биде завршено. Реакциите ги гледаме. Мој гостин е Сотир Костов. Добро утро, Сотир. Добро утро. Не си ранобудник, ама мораше да... Ќе видиме како ќе испадне. Да те разбудиме од сабалет, да проанализираме. Еве, баш се јавуваат гледачи, реагираат. Оптимизмот спласнува многу брзо затоа што гледаме дека на дело е едно флагрантно кршење на закони, на деловници, на устав. И таа приказна продолжува. Се даде мандат на неконституирано собрание. Тоа неконституирано собрание, најновото, треба да ги верифицира новите мандати. Има проблеми, синојка расправале до ниедно време во доцните ноќни часови. Сме поминале доста влади, од првата до оваа ги следиме процесиве. Јас лично не гледам некој оптимизам, иако би требало, нели, изборите да донесат нешто ново. Ајде да прокоментираме, значи, што донесува овие избори? Па видете, ако без заобиколување збориме директно со јазикот на демократијата, ако сакате и на правото, на изборното право, донесува една политичка корупција, една изборна инфлација на незаконски действија, и тоа било и порано, Христо, ама овој пат за прв пат добивме такво однесување од страна на законодавецот. Јас како искусен правник, приметив однесување незаконско и неуставно на парламентот пред да се самораспушти. Имаше законодавна инфлација на голем број закони донесување по кратка постапка и голем број измени во законите. Приметив политички инженеринг, менување на изборниот законник спротивно на насоките. Два дена пред избори. Тоа беше крајот, почетокот беше во февруари, март, кога се смени законот, кога се правеше оној инженерингот на петата и на шестата изборна единица, што е спротивно со насоките од Венецијанската комисија. И јас видов едно неморално однесување, видов едно незаконско однесување и излегување од рамките на своите надлежности на една техничка влада, која беше избрана само да спроведе избори, а таа на еден начин не внесе во вонредна состојба со голема помош од председателот Пендаровски. Таа се обидуваше, ама за мене неуспешно се справуваше со пандемијата, и во среде лето, во најголемек, оној втор пик на пандемија, во тешки високи температури, не натера да гласаме како беше гласа или живот, ја тогаш така имав еден слоган, кој малку и морбиден, мора да признам. И едноставно мислам дека имаше не законско и противуставно однесување од тие што се задолжени да го штитат уставот, уставните одредби и законски да се однесуваат на планот на изборното законодавство. За мене тоа беше покажување на една, или поточно израз на отсуство на политичка култура сообразена со демократијата. Такво нешто не опомени нас уште многу одамна, 1988 година. Олмонд, тоа е еден амерички социолог, Габриел, кој кажа дека државите од Југоисточна Европа, особено од Балканот, ќе имаат проблем со политичката култура која не е сообразена на една западна демократија и на демократија која треба да застане на здраве. Точно, меѓутоа, Сотир, за жал, ние сме млада демократија, ама мислам дека пубертетските години ги поминавме, не учиме, значи ние само одиме назад. Ова сега, например, што не се во право, случува. пубертетските години поминуваат после втората декада, ако на тоа мислиш, на таа метафора 18 години или 21 година по амерички некои правила, ние веќе сме во четвртата декада, уствари, 1990 година, 2020 година, ние 3 декади спроведуваме
демократија, ама некако никако да го фатиме правиот оној вистинскиот пат каде што има вистинска есенција, каде што има суштина на демократија. Одма ми доаѓа тука мислата и на Ралф Дарендорф, германскиот теоретичар, кој не предупреди. Вика, земите од Балканот за 6 дена ја сменија власта. За 6 месеци ги сменија законите. За 6 години ги сменија институциите. Ама ќе и требат 60 години да го сменат однесувањето и постапувањето, што значи во духот на една демократија и демократско општество. Па сега ова ќе го споредам со метафората лутањето, така да кажам, 40 години на Мојсија низ пустињата меѓу Египет и ветената земја. И јас мислам сме на половина пат, имам уште 30 години до овие 60 години на Ралф Дарендорф. Да се вратиме на нашиот терен. Не сум оптимист. По природа сум животен оптимист, ама овој пат не сум оптимист, знаеш зашто? Онаа метафората кога на јавните куќи не им оди, па на две јавни куќи, па едниот се одлучил да менува чаршави, свилени и кревети и црвени светла, а другиот дамите на ноќта и му тргнал на тој што ги сменил дамите на ноќта, а не само формата. Ние не сменивме ништо. Пакувањето и есенцијата, тоест испарената есенција ни остана иста. Добро. СДС и ДУИ се повторно заедно во изборните кампања се напаѓаат, се навредуваат, покажаат тотална некултура. Албанските гласови не вредат 5 пари. Па тоа е токму, тоа е суштината. Значи, ДУИ може да коалицира со ВМРО ДПМН, центар десен, може да коалицира и со СДСМ центар лев. Да. Тоа е, значи, практично не е битна политичката платформа или економската програма на владата, битно е нели ДУИ да влезе во владата како најмоćна партија која ги представува нели албанската заедница во Македонија. И јас мислам дека токму сега во моментов, бар тој печата го имам, еве, ти ќе го кажеш твоето мислење, дека практично не се зборува за економска програма, се зборува како да се подели колачот, кој што ќе пригради. И тоа е она на што реагираат според мене граѓаните со право во моментов. Па очигледно денеска толку рано успеат и мене да ме радуваше да ви гостувам овде и јас ќе се служам со метафорите и ќе продолжам со метафорите. Знаете како? Во овој постизборен период, како така возрасен и искусен аналитичар, приметувам два рецепта што ни ги приведија СДСМ и ДУИ. СДСМ ни приведе рецепт на расипани демократски јајца, а ДУИ на горчлив вкус на бадеми, ја би рекол. Еве во што се состои. Да се подсетиме. СДСМ за прв пат, значи, легално употреби државна политичка корупција преку платежните државни картички, определи определен број на социјални групи, средношколци, студенти, невработени, социјални случаи и некаде на популација од 350.000 луѓе им даде во зависност од која е припадник на која група 3.000, 6.000, 9.000 и 12.000 денари, што не е за занемарување, но тоа е еднократно. За мене тоа е тој подкуп и сега видите, кога тоа ќе се потроши, ние пак остануваме со голем број социјални случаи, ние пак остануваме со нерешени проблем на невработеност и така натаму. Значи, некој вака мислеше со само површински сјај во политичкиот маркетинг, ќе ветеш некоја паричка преку национална картичка, ќе добиеш некој глас повеќе и си победник. Тоа се тие расипани јајца, што велам, принцип на расипани јајца, кои потоа ќе ти се вратат бумеранг и могуче е политички, не физички, и главата да те одсешат во една демократија, бидејќи не можеш да понудиш она што ти го кажа, нема програма, нема изборна платформа. Никој не зборуваше за изборната платформа можеме. Ја прв пат видов, не се бавам и со политички маркетинг, настап без лого. Нема лого, само СДСМ. Настап можеме. Што е тоа? Кој може? Каде? Во кој контекст? Повеќе, подобро. Ами што правевте досега? И таа опција победи. Од другата страна пак имавме една опција обнова. Исправи се, ние гарантираме, изгуби.
народот не чита очигледно програми, платформи, изборни и затоа ни се случува што ни се случи. А па, еве што ни направи Дуим или на албанскиот дел од електоратот, ама не би рекол. И во Истокот има чудни освоени гласови и тоа треба социолози и психолози да анализираат што се случи. Тие рекоа, Албанец за премиер, зошто не? Сега и веднаш овде во Македонија. Од истиот тој момент пред да отпочне кампањата, тие изборниот дискурс го свртеа наопачки и се расправаше дали е тоа исправно или не, а немаше вистински надпревар во изборниот ринг. Е тој, јас би рекол, рецепт на горчлив вкус на бадеми, сега му се враќа на Дуи, видите што им се случува на Дуи. Али Ахмети е голем стратег. За мене најголем стратег на моментално во политичка сцена, јавна политичка сцена во Македонија. Ама то, јас пред известно време напишав и јас една колумна и реков, тој ќе е голем и најголем се до моментот ако не сгреши. Еве зошто за мене сгреши. Тој имаше повеќе опции со кого да прави влада. СДСМ не, СДСМ може да направи влада само со Дуи и некој да се придодаде. Али Ахмети на почетокот ја прифати понудата, не ја разгледа опцијата со ВМРО, со алтернатива, со левица. Па може би ВМРО не го прочитаа добро неговиот слоган, Албанец за премиер. Може би тука се очигледно и кај ВМРО има некои недобри проценки и стратегии, но јас зашто велам, отсуствуваше една демократска атмосфера во постизборниот период, кога амблок априори се отфрлија некаде цирка 456.000 гласа на ВМРО, на коалицијата Алтернатива Алијанса, на Левица и на сите оние партии што не влегоа во парламентот. Бројот на нивните гласови е поголем од бројот на ДУИ и СДСМ и ДПА кои прават влада, бидејќи Донтов метов е таков како што е, за неколку мандата е поголем. Но кога ти имаш легитимитет на граница на издржливост, кога тебе ти излезе не цели 52% од избирачите и од тие повеќе ги оспоруваат твоите освоени гласови, а тоа се гласовите на СДС и на ДОИ, оспорени од коалицијата Алијанса Алтернатива, од ВМРО ДПМН коалицијата Обнова и сите останати, и имаш формално постапување на ДИК, имаш формално постапување на управниот суд, јас лично мислам дека тоа е нагризан легитимитет на граница на издржливост и сега ти се однесуваш со принцип на исклучивост, не ги фермаш нив, ги оставаш тие да живеат понатаму вон токовите на договарање за составување на власта. За мене тоа веќе, да ти кажам, се прашувам и дали е легитимно. Кај нас многу лошо се употребува изразот легитимно е да бараш. Не, легитимно е сосем нешто друго. Легитимно е дали имаш поддршка, легитимно е еден принцип на мнозинство и легитимно е еден принцип на општо добро, кога власта се однесува во согласност со законските норми, ама и принципите на демократското однесување, а јас не го гледам тоа. Да, тоа е добро. Јас тоа не го гледам. Добро поентирано е соопштото добро, меѓутоа за жал кај нас во смисла на Аристотел и Цицерон. Така треба да биде, тоа е суштината на политиката, меѓутоа кај нас општото добро се е во равенство со партиското добро, односно кој е повисоко во партијата, него му е подобро. Ова ми е интересно, мислам дека е клучна работа околу стратегот Али Ахмети. Ќе видиме колку е тој моќен кога ќе се врати од Хаг, нели, кој ќе сега треба да сведочи. Тој сега веќе е немоќен. А меѓутоа на што му се случува во тоа е многу интересно сега, да. Христо, видите ви кажам, јас многу добро ги познавам од Дуис, сум работел. Имаше еден проект веднаш после војната, Осаливен беше тој претходникот на Фуере, и со Тони Поповски работевме на сближување на штабовите меѓу ДУИ и ДПА, меѓу СДСМ и ВМРО, многу убав проект, едни книги убави тогаш изнапишавме и ги проучив. Тоа е војничка партија, не, партија со војничка дисциплина. Од другата страна во македонскиот кампус е ВМРО ДПМН. Ама никако тие војнички дисциплини веќе се нагризани и досега видовме за прв пат
да некој му противречи на одлуката на Али Ахмети, тоа значи дека и Дуи не е тоа што било. Ево, отворено ајде да зборуваме, да не спане сега, иако ја комплименти изразувам кон Али Ахмети. ВМРО е познато, историски гледано е ранлива категорија. ВМРО ДПМН, традиционално гледало од 1991 година е исто ранлива партија. Еви и сега што и прават, гледат да дефокусират од власта и од составувањето, конституирањето на парламентот и составувањето мнозинство, да се направи влада, па во нивниот двор им прават некои комешања и така натаму, но за прв пат се случи албанскиот кампус да каже не на партијата која наводно апсолутно победила, ја не признавам апсолутен победник со 15 партеници. Се знае, победник на овие избори е СДСМ, 46 партеници. Коалицијата на СДСМ. Коалицијата. Веднаш до нив е коалицијата. Инаку СДСМ по гласови не тежи толку. Тоа ако имаме време да го разглабаме, Тоа се гледа. 20, како рекоа, историски најголемата коалиција со 24-25 партии. Да. Епа Христо, само тоа е погледаче возот, да тоа е има тие композиција партии, една, ќе да, видиш да. дека историски најслаб резултат. Така е. Нешто слично е и со ВМРО, иако сум ја конзервативен аналитичар близок до таа партија или ево да речем до десницата, не само до таа партија, мене се повеќе у задне време ми симпатични левица, иако некој мисли дека се тие левичарска партија, не сум ја сигурен дека се тие баш така левичарска партија, ама еве името им е такво какво што им е. Како и да е. Политичките партии сега што се обидуваат да направат мнозинство и власт, се во една хаос, неред. Ја знам дека многу подобро од мене го владееш англискиот јазик, се во една фузи ситуација, ја би рекол конфузна, тоа е еден жаргон, конфузна ситуација, каде што може би лимбо ситуација. Иди на лево не бива, иди на десно не бива, напред, никако назад, никако угору, високо, удолу, длабоко. Еве, токму тоа ќе го разгледуваме сега, затоа што мене нормално ме интересира твоето мислење дали ќе има оваа влада диригент или ќе има повеќе диригенти и солисти, но она вреди да се подсетиме на Frankfurter Allgemeine Zeitung и нивното тврдење во анализата, кратка анализа, ама со многу поенти, дека практично во овој политички систем ние, односно сега, СДСМ измислува топла вода, е вели, на сцена во Македонија е разградување на парламентарниот систем, тоа е страшна диагноза, и негово претворање во консензуална демократија, во која е најважно етничкото потекло. Ова е практично еден од најслабите системи во теоријата. Зошто ни треба топла вода сега? Иди, ние и нема да добиеме топла вода, бидејќи и топлата вода и тракалото за топла вода е поодамна измислено, ние само требаше да го прилагодиме на нашите услови. Преска спомнав избор на аномија, не го кажав така, ама го кажав политичка корупција, може би не го подкрепив. Значи, во овие избори, во оваа изборна кампања, СДСМ и ДУИ употребија етничка, има етнички обоени кампањи и има, тоа е за мене етнички популизам, и има социјален популизам, она што го зборев за парите и која ја ги помошна на тие категории. Епа, господата од весникот од Германија се паметни. Не може во граѓанска држава наврв да ти е расцепот во политичките партии, во партискиот систем, етничкиот. Кај нас е тој прв. Само парламентарни партии имаме 3. Тоест, 2 и една коалиција 4. За прв пат имаме повеќе политички партии албански отколку македонски во парламентот. Имаме партија на турците. Пазете, на овие избори никој не примети дека имаше 3 партии на турците. 2 се со коалицијата Можеме, една е со коалицијата ВМРО. Сите 3 различни слогани, немам време да ги образлагам као човек кој милува да го анализира политичкиот маркетинг, дизајнот, графиката и така натаму, но тоа е несватливо.
Имавме и една партија независна што одеше независна партија на ромите, имавме 2-3 партии на ромите во СДСМ, една во ВМРО, да помне, и да не ги спомнувам сега, бошњаците, србите, властите и така натаму. До кога во граѓанско општество на прв план ке етничкиот расцеп? Така социолозите го кажуваат, кога ги кажуваат расцепите во партискиот систем. Зошто немаме граѓански? И видите вака сега. Не е фер и малку е невистинито, тоа е скараност на вистината и моралот од страна на СДСМ, кога велат ние прв пат и мултиетничка партија промовира. Не е точно. Пред нив тоа 98 го направи Демократска алтернатива, има и други партии што има и албанци, и турци, и македонски и така натаму. Зошто не издржуваме во тоа? Јас сум одел во многу албански домови. Јас сум одел во многу домови на македонци муслимани по Западна Македонија, кампањи кои сме воделе од 98 99 2000 2006 и така натаму, кога сум се бавел со тие работи. Зошто не е граѓанското, ако сме воопшто граѓанско општество? Па ако не сме граѓанско општество, ако сме општество национално, тоест држава национална, дај тогаш да се однесуваме така, ама и уставот да го смениме. Како и да е, моменталната лимбо ситуација не е добро, мене ми е жал зашто е тоа така, од причина што сакам јас да тргне ова работа. Короната веќе никој не ја споменува. Па ние отидовме веќе 600 мртви. Не знаеме дали училиштата ќе ни се отворат Сопие. Доаѓаме до први септември круцијалната работа, Христо ја потегнуваш. Да. Значи, каде е Филипче, каде се Караџовски, кои држија предавање, се караа, не омаловажуваа нас возрастните и младите, не стигматизираа, ние сме пренесувале оно. Еве дојде момент да покажат они за младите за образованието. Ни го растурат образованието од неспособност да направат кризен менеджмент, справување со корона пандемија. За некој ден почнува школската и студентската година, тие се уште го немаат добитниот алгоритам. Па ви се молам, тоа е успешно, се прогласија сами со себе, на успешни сме и вака и онака. Лично мислам дека ако тоа не го реши оваа влада, пазете, брзи избори на Македонија и требало институции, и требало ефикасно собрание. Па го видовме колку е ефикасно собранието, владата уште е во магла, не ја гледаме. И зошто биле брзи избори? За да има мал излезност, цензусот да е низок, за да победи власта. Се знае една традиција кога народот не излегува на избори, кога е апатичен, кога е очаен, победува власта. За жал, во моментов се повеќе се преговара кој ќе биде министер, кој ресор ќе го држи, колку ќе има подпредседатели на собрание, слушаме 5, тоа е 5 подпредседатели на собрание треба да се има, ќе дојдеме во ситуација секој да пратеник да биде и подпредседател, се преговара кој амбасадор каде ќе се праќа, значи сега тоа се прати значи да се освои комплетната власт, а овие приоритетиве корона, како што велат екологија и нешто со мачкање, нели очи, се остаени за да се решат понатаму и не знам како ќе се решат со овој модел на етноцентризми. Ја не знам дали е ова навистина надеж за функционална демократија, ако земеме дека партиите се херметички затворени, имаме две конфесии кои се исто така херметички затворени и ние треба да очекуваме дека оваа влада ќе може да излезе од овој етноцентризам или од овие етнички поделени. Значи сега премиерот, идниот премиер, нели кој наскоро треба да биде изгласан со 62 гласа најверојатно во парламент, ќе треба да го чека секогаш подписот на специјалниот заменик премиер или вице-премиер за да донесат одлука дали школите ќе почнат да работат. Одма да прашам, во кој нормативен акт е тоа запишено? Имаме устав, закони и подзаконски. Нема такво тоа нигде го нема запишено. Значи она што зборев, немаме демократско однесување, немаме демократска политичка култура. Значи секој си прави. Има една песна, дали беше од Даба, од кој The Winner Take It All. Значи победникот зема се. Сотир, ако вие правите сега објект пред Мавровка, да речеме, било каде, не мора да е, Мавровка не е актуелен. Лаудати. И не се знае
чие објектот, тој исто совладава. Сакам да го Значи, ние спомнам правиме тоа. дива градба која утре нема кој да ја урне. Мене владата ми личи на дивоградбата, метафората, дивоградбата од пред Мавровка. Замисли, Христо. Месец и половина не можат да смогнат снага, па тоа е неморално, да ни кажат ќе употребам праволицеднина, Сотир Костов е собственик на таа дивоградба. Исто толку време не можат успешен тендер да спроведат да ја срушат. Еве ја сета хипокризија на нашето демократско општество. Еве ја сета отсутност на демократски капацитет и да ми простиш немање на лидер кој ќе пресече во случајов лидер во власта или во оној што составува сега влада и да каже ако не може Чаир да земе Шилегов како татко на градот да си го реши проблемот. Истото важи во Охрид. Ако не може градоначалникот на Охрид да се справи со тие таму криминалци што тепаат и што се закануваат и неќе да ги рушат дивоградбите, ќе се одземат ингерициите, има законска основа и министерот за транспорт и врски ќе ја заврши работата, ќе делегира на тие инспекциите, градежни, вакви и онакви и ќе ги срушат работите. Затоа Македонија се претвара во демократска дивоградба. Ме боли и срце и душа зашто се случува тоа, ама очигледно е не сакаме да ги научиме лекциите. Очигледно е повеќе ни одговара раскинатата врска меѓу вистината, моралот и демократијата. Едноставно паѓаме на триковите, ефтините трикови на политичките лаги. Оваа демократска дивоградба која секој нормален би сакал да ја снема, затоа што не е важно во Македонија дали ќе има утре албанец премиер, тој ќе биде премиер на сите. Против албанец, да, тој ќе да биде ти кажам, премиер на сите. најотворено. Важно е дали ќе има добра програма и нас ќе ни го поткрене стандардот. Тоа е суштината. Значи, владата треба да ни ги решава проблемите, а не да ни создава нови проблеми. Не знам времето како ни што ни дозволува, што Имаме не ни уште дозволува. малку за... Едно општество за сите. Животот дојде. Христо, каде се бе тие? Тоа се флоскули. Прво, мислам ке сум првиот што ќе каже дека СДСМ е познат тоа што кради слогани, ама овој пат не е како порано што беше од Двери од Србија што го укради слоганот на претходните избори, туку овој пат го открадна основниот слоган и постулат на конзерватизмот на нашите партии десни на ВМРО, ДПМН и останатите, бидејќи социјалдемократијата фокус нејзин е државата. Фокус на конзерватизмот е општеството. Сега, кога некој ќе го открне тоа што не се бави така длабоко, со длабок коп би рекол ја на општеството и општествените движења, гибања што велат краватите, ќе ни пушти флоскула и еве 3 години помина, не, 4 години помина, каде е тоа едно општество за сите? Зошто нашето општество е поделено на албански кампус и македонски кампус? Каде се останатите 6-7 делови од народите, а иначе во сите нормални држави тоа се малцинствата? Зошто ние имаме терор од едно политички терор, од едно малцинство? Зошто е занемарено турското малцинство? И така, и српското, и бошњачкото, и така натаму, и така натаму. Ромското е. Ромско, да. Тоа... Сите, да не ми се наљути некој. Да, да. Значи, не бива. Лесно е да кажеш животот дојде. Каде е животот? Со ваква социјален подкуп, со ваков подкуп државен легализиран за прв пат во изборите. Ќе спомнам еден пример пред повеќе години со еден пратеник од германската ЦДУ, значи демохристијани. Го прашав како би поминал во германскиот Бундестаг предлогот, бидејќи кај нас нели имаше не само предлог, туку тоа се спроведува и ден денес, пензионерите можат без да плаќаат билет, не знам, вторник, петок, сабота да се возат бесплатно. Рече, тоа е супер идеја, ние со ова би ги добили изборите, ама тоа да не би реализираш. поминало во Бундестаг, никако парче ќе не направат. Да. Таа политичка корупција не може да помине во сериозни демократии, Опасна е. но може ли да помине, еве јас ова ми е болно прашање, Да. на кое никој не ми дава одговор од политичкиве лидери. Зошто нас ни треба Министерство за политички систем?
а кога системот ни се распаѓа, ја да се надоврзам, што велеше Заев одозгора на тога, а зошто ни треба првиот или вториот подпредседател, ја се уште би рекол на владата, да се бави со спречување на корупција? Пази, корупцијата, тоа е следното прашање. И ти, Христо. Значи, а се очекува ние да бидеме можни жаришта на корупција. А не може ние да се бориме против корупцијата. Ќе се боре независно тело. Ама има специјално обвинителство за борба со корупција. Комисија, се има. И сега тоа е... Ќе се борат граѓанските организации. Владата третиот вели сектор. не, ние ќе се бориме, вие сеете си. Значи владата сега ќе го контролира само моите комплименти да ги обвинителството. кажам како ги фаќаш тие есенцијалните прашања за есенцијалните горливи проблеми. Сега во владата ние ајде да се насмееме јас и ти ќе се бориме против корупција. Не, ние сме можни потенцијални жаришта на корупција. Нас може некој да не купи со подкуп, ние да му дадеме повластена ситуација и ете ти е корупцијата. И сега ние ќе се бориме. Не, тоа е непознавање на демократијата, тоа е изигрување на плурализмот. И додека тоа ни се случува, ние ќе молчиме, ја имам една папка, случајно не сум одбрал, во една друга кампања, каде што рековме само молчењето е срамно. Тоа е еден слоган од песната на Джоан Баез за Сакјен Вензети, еден случај во Америка пред еден век од прилика што се има случајно. Па јас би рекол, за овие прашања што ти ги сега актуализираш и ги ставаш во жизата и велиш нема лидер да ти одговори, ја би рекол, молчењето е срамно, ама не само на лидерите. Молчењето и наше, на граѓаните, купените и подкупени граѓани за ефтина 5 пара што не купија на изборите. Намерно зборам во прво лице еднина, инако јас за ова гарнитура што прави мнозинство, сега не сум гласал, тоа јавно го кажувам, е срамно. Треба ние со нашиот граѓански неспокој, треба ние со нашата граѓанска свест да притискаме кај тие лидери што ти ги апострофираш и да не им дозволуваме вакво комодно однесување, да не речам распашаност лидерска. Добро, вие направен факултет сте учеле политички системи, значи ова би требало практично да значи дека во Македонија треба да има катедра за изучување на македонскиот политички систем. Тоа е следот на ова, затоа што треба да се фалиме веројатно со нашиот систем, кој ние гледаме, не функционира, односно само произведува корупција и општеството не го движи напред. Не го движи или го движи, меѓутоа тоа е по инерција многу бавно и така натаму. Ама нешто да можеме да се фалиме, не сум сигурен дека можеме да се фалиме, бидејќи ние едноставно и не се снаоѓаме. Ние сме, прескако употребив изразот, на лимбо ситуација, каде што не знаеме, знаеш како викат, ни што е напред, ни што е назад, ни што е лево, ни што е десно, едноставно, не само што... Тоа е лед во место, Па срамота е 30 години тоа да ни се случува. И јас пак ги окривувам сите овие влади до сега, значи не само левова актуелна сега што сака да направи, и сите претходни, зошто не мрднаа чекор 2 понапред, ама тоа е една анализа поинаква, која бара време, бидејќи нам транзицијата предолго ни трае, Христо. Ние немаме дефинирано, направивме ли промена на општественото уредување, дали сме се уште во транзиција, дали се тоа промени, зошто ни една реформа докрај не ни успева. Јас лично мислам проблемот наш е во не издржување докрај со реформите. 2006 година добро почна Никола Груевски ВМРО ДПМН и некаде до 2011 убаво тераа со реформите. Море со тие гилотини, не знам, она. Прекрцавме една криза 2008, уште една 2011 и некаде после 12-13 година се разводни работава, ништо не бидно од тоа, па не се случи пржино и така натаму. Проблемот наш е општествената трансформација. Заев веќе го стави пржино на страната, му ставаме... Да, ма знаете дека тој го предизвика, да се подсетиме. И сега... Кога му требаше, се направи техничка. Јас не велам дека тоа е добра работа, значи пржинската влада покажа дека е нефункционална, меѓутоа во одреден момент беше потребна, сите ја изгласа, сега гледаме дека е... Па, Хрива,
Не може кочница. да е функционална пред избори, ти менуваш министер технички за социјала и труд, а преку тоа министерство и преку центрите општински регионални ти го правиш најголемиот подкуп. И се Па не може позајмуваш. да е И влегуваш ефикасна. во долгови со стотици милиони евра. Тоа беше... Пази, фактурите веќе пристигнуваат. Струјата, зошто постизборно е зголемена? За да рейтингот не падне пред изборите. Ајде да видиме банката на Трифун. Од кога донеле одлука да ја затворат, да ја го одземат дозволата за работа, објавуваат после изборите, пак да не им падне и рейтингот. Второ, треба да се виде. Трифун зборува едно, менаџементот доскорашен друго, Народна банка трето, министерката која си ги собрала парите четврто. Јас сум склон да прифатам тезата на Петар Кошев, кој кажа, тоа што кажа, немам доволно време да ја елаборирам, но кажа, власта не можела да не знае за тоа што се случува со банката, власта знаела што спрема Народната банка, и ако сакале, можеле да ја помогнат на банката и така натаму и така натаму. Да. Ништо не е направено, министерката си ги зела парите и сега, како еден случај, ја не сум да сме сиромашни, да немаме пари и да се буниме зашто има пари, тој човекот со 7 милиона долари, евра. Предпоставувам поштено ги заработил. Му пропаѓаат парите, 30.000 евра може да се подигне. А што правиме со 50.000 пензионери? А што правиме со социјалните случаеви? А што правиме со луѓето што шетаат од банка на банка, од шалтер на шалтер, не можат сметки да извадат, а нивната бројка едни велате 40, други велате 60.000 луѓе. Мене ова ми личи блиску социјален бунт, социјални немери, бидејќи ако за кратко време јас ќе одам во пензија. Ако ја не можам пензијата направи да си ја подигнам, а за тоа никој не признава дека е крив. Ниту банката што е затворена признава дека е крива, ниту Народна банка, ниту Министерство за финансија, ниту влада. Еве доаѓаме до проблемот, можеби најголем, прашањето на одговорноста. Никој во ова држава, во ова општество, демократско не сака да да преземе одговорноста кога ќе ни се случи некој слом. А во случајот нам ни се случи тоа. Да. Тука негде ќе завршиме, Сотир, а затоа што мислам сега, еве со овие две поенти, ти спомна реформите, не ги спроведуваме до крај, а јас би рекол не правиме анализа на потребите. Да. Еве еден еклатантен пример, годинава бев во Струга и во Струшко, таму го поминував краткиот одмор. Можам да ти кажам дека најголем дел од селата каде што живеат албанци се речиси пусти. Само гледате, ја ќе бидам, ќе се додадам на твојата теза. Ролетни, иселени. Значи, не се вратиле ова лето, празно. Христо, затоа нема попис, бе, Христо. Источна Македонија исто, таму нема нивите кој да ги копа. Значи, тоа ни е проблемот. И ние овде упорно тераме еден. Виница, Виничко и дел од Малешевијата се е иселено. Јас сум од Кочани, од истокот. Значи, ние форсираме еден политички систем кој е колабиран. Нашиот исток е преселен во Северна Италија. Најповеќе. Погодна ли оваа ситуација за федерализација на Македонија? Не сакам да размислувам, инаку со право ме наведуваш. Ама натаму одиме сега со овој модел натаму оди работава и местото консензуална на гроби демократија што му се дава е вовед во тоа. Ама лично мислам дека треба политолозите, правниците, социолозите, ако сакаш и антрополозите и психолозите да се вклучат и да кажат што значи тоа да го прилагодуваш, а прилагодуваш е многу благ израз, а да го деструираш, да го изобличуваш уставниот поредок, политичкиот систем и правниот систем. Тоа е ентропија на правото. Кога ти форсираш над право и мета право за сметка на на правната држава, ти се случува ова и на мала, мирна држава како Македонија, ќе ја обезглавиш, а тоа е системот, тоа е синдромот на зошто да не. Многу е блиско со зошто да не премиер Албанец. Еве го како е тој систем. Ни велија, ова е демократија, не се свиѓа, смени ја програмата. Па потоа, не се свиѓа, исели се од овде. Некому не му се бендисува името, смени го, не натераа да си го смени името. Еви ти го тој синдром, зошто да не? Каде? Се е можно и почнува со се е можно, продолжува со можеме се да направиме што ќе посакаме,
А што е најжално, завршува, се поминува. И овде се подсеќаме на Фајрабон филозофијата. Се поминува. Никој не се бунеше, никој не се буни. Кога? Затоа реков, само молчењето е срам. Да. Без секого се може. Значи, каде се тука националните интереси? Каде се тука државните Да, интереси? затоа што никој не партиски. одговарал до сега за тоа Така што е. го направил. Значи, ја можам да направам што сакам, животот продолжува. Не ќе одговараш за И тоа. затоа, ќе имаме 5 подпредседатели на собрание, ќе имаме 4, 5, 6, од кој еден ќе е повисок подпредседатели на влада, и ќе се прават такви изобличувања на овој политички систем, само и само да останеме на власт. Така, и возен парк ќе имаме, ќе се фалиме, владата има возен парк, супер. Да. Добро, Сотир, благодарам за оваа Честа беше моја. анализа, оној малце удривме по како политички земјотрес, меѓутоа треба да се анализираат работите од кои нели ни е суштината на животот. Утре ќе треба децава во понеделник, вторник да ги испратиме на училиште, ние не знаеме. Со пандемијата ситуацијата не е добра, имаме еден куп проблеми, долговите, бројчаникот на Триумфална капија невидлив, ама гледаме дека оди многу на црвено. Задолжувањето крива. Задолжувањето. А ќе треба некој да го враќа. И ќе треба, мислам дека ќе дојде време да се удрат Мене работите е и да најкриво се... што го нема алгоритмот зборува за отворено. образованието за децава. Ги повикувам и Филипчи, и Караджовски, сега нека се појават, никој не им смета, изборите завршија, си ја завршија тие улогата за изборите. Каде е алгоритмот за нашите деца? Да, ама За нашите студенти? алгоритмот добива уште една димензија, со ова ќе завршиме. ВМРО Да. синојка не присуствувал на седницата за верификација на мандатите, затоа што се крши деловникот и ова веќе се Ива. првите најави за сериозна Ајде да се политичка подсетиме, криза. година и пол кој не беше во собранието, токму заев. Па ајде малку нека се одважат и десничари и ВМРО ДПМН нека пробат со неприсуствување. Да. Тоа е легитимно. Па Еко сме би рекол, виделе ние- средство за борба на опозицијата. Јас ги нареков еднаш македонски интифади, значи да се бојкотира Да. се што да се движи во политиката. Мислам дека е доволно. Сотир Благодарам. Костов, благодарам за ова гостување. Драги гледачи, останете со програмата на Алфа. До гледање од мене.